Без стратегија и со многу неправилности констатирани од државна ревизија на адреса на ТИРС. Иако законот предвидува Македонија 5 години нема стратегија за привлекување странски инвестиции, а извештајот констатираше дека активностите за привлекување на странските инвестиции во периодот од 2017 до 2022 не биле вклучени во стратешките приоритети на владата. Дополнително основани биле и зони кои не се функционални, а во кои од буџетот на ТИРС биле вложени средства за инфраструктура и експроприација на земјиштето. Според директорот на ТИРС, допрва се правила стратегија, иако тој лично сметал дека не ни била потребна, зашто сме биле успешни и без тоа, а го поздравува извештајот кој според него не констатирал негативности. Го поздравувам извештајот на Државниот завод за ревизија, бидејќи прв пат после 12 години таа институција влезена во дирекцијата, направена целосен скен на нашите активности. Она што е апсолутно позитивно дека не се даде никакви забелешки поврзани со било какви злоупотреби, што е секако за поздравување. Нормално е дека има простор за подобрување дополнително на работењето, затоа сме и тука. Работиме на изготвување на нов закон, имаме нова методологија за доделување на државна поддршка. Во тие рамки секако работиме на еден рамковен документ кој што се вика стратегија, кој лично мислам дека не ни треба стратегија. Но наспроти тврдењата на Деспотовски, државниот ревизор предупредува на отворен ризик за работата на ТИРС и отвара сумнеш за доделувањето државна помош. Ревизорите констатираат склучување договори со преговарања во кои се вклучени повеќе институции и државни органи. Ревизија предупредува и за нетранспарентно објавување на годишни сметки. И од опозицијата бараат одговори за начинот на работа на ТИРС, но и за најавените и нереализирани странски инвестиции. Ковачевски и Деспотовски треба да ја објаснат на јавноста зошто има неколку раскинати договори со странски директни инвестиции кои ги најавија, меѓутоа никогаш не се реализира. Докаде е реализацијата на ИГО во Тетово, каде што беше ставен камен темелник и беше промовирана како компанија која што ќе произведува електрични автомобили. Докаде е американската компанија Дженмар од Питсбург во Жабени, заради која дел од зоната Жабени се пренамени во ТИРС, и каде е Ченцонс во Струга, каде е турската компанија Мепсан во Скопје 1 или јужнокорејската инвестиција Алмак во Скопје 2 зоната. За Деспотовски 2022 завршила повеќе и од успешно, а во новата година сме влегувале со успех. Денеска беше најавена инвестицијата вредна 40 милиони евра во зоната ТИРС Штип од компанијата Magna International, што треба да отвори 600 работни места.